Постникот и вдовицата праведница. Чита Александар Станојков. Живеел еден постник на една планина, околу 30 години, се во поси молитва. Дење, ноќе се метани и чинел и Бога молел за Господа го прости и да го посвети. И на тоа згора посекал постникот од Бога за Господа му покажи со кој светијат токму посветен. Молејќи се така постнико, Господ сполај му, посакал да му јави со кого е токму посветен и туку едно утро рано во зората, едно излегол од постницата надвор, кренал рацете за да се помоли на Бога и гледајќи горе на небеси, право на една куќа згора, и на тој час чул еден глас од Бога, па му вели вака: Постниче, мучениче, од многу време ти кај ми се молиш, да ти покажам еден светија што е токму посветен колку тебе, и јас денеска ти покажувам еден светија што е токму посветен колку тебе. И јас денеска ти покажувам оваа пропуштена звезда од небото на една куќа од една вдојца со 5 деца, сиромашка и многу мачна. А ако сакаш, појди кај неа и види светило ко нејзин, та стокми го со твојо и биди мирен, за напред веќе да не ми додајаш за таа работа. Кога е чул постникот тие зборови од Бога, на чудо станал и на часот тргнал да оди кај вдојцата за да ја види. Отишол во градо и спроти како што била звездата од куќата, право влегол во таа куќа и ја нашол вдојцата дома кај ткајот со разбој го логлаа со голема брзина. Од кога се здравувал постникот со вдојцата, излегла од разбојот и го пречекала со голем пречек. Го курдисала во сиромашката и куќа, му измила нозете, го навечерала со што и дал Господ, леп и сол. И си зела урката да преди лен. Сите 5 деца наредени околу неа, сите облечени во чисти алишта, сите измиени и очешлани, да ти е мило да ја гледаш. На некој од децата му пофалувала за збороите што и кажувало, за некоја добра работа што направило на браќа си, на комшиите и на други луѓе. Друго дете го научувала за како да биде прокопсано и честно пред луѓето и пред Бога. На тој разговор од двајцата, постникот беше се учудил. Дошло време за спиење и постникот станал та почнал да се крсти и метани да чини. Кога се крстил и чинил метани, прибери еден саат и си легнал да спие. Од кога си легнал постникот, вдојцата си поработила на потемно видело за да не и се прави арч, чунќи била сиромашка. Штом си втасала од работата и си ошла со децата, та се прекрстила само 3 пати и си легнала. Постникот во тоа време не спиел, максус, само да види колку метани ќе стори вдојцата која ќе си легни. Од кога видел постникот и само 3 пати се прекрсти, си рекол сам со себе: чудна работа ќе биде со оваа вдојца, само 3 пати да се прекрсти на легнување и посветена да биде од мене. Аџа и правота ќе биде ова. Ја чекај утре јас да ја пораспрашам од што е толку светена. Така велејќим си постникот во себе си беше заспал. Утрото, уште од темни зори се разбудил и бидејќи било недела, почнал да се готви за црква да оди. Во истото време станала од спиење вдојцата и се прекрстила 2-3 пати и си влегла в разбој да ткајт. Кога ја видел постникот и во недела ткај, на големо чудо станал и почнал да ја праша: Ти, Рисијанко, во недела за да работиш? Работам, брате, работам за да свршам платно во туѓо и да земам пари за да купам брашно за да и ранам децата. Ами в црква ќе одиш? Ја прашал. Пре, брате мило мој, да одам в црква арно, ама не можам да префтасам од работа, ти ќе само на Великден и на Божјич црква кај одам. Така му рекол. Бри, колкуцка малце се молела Богу оваа вдојца, ами ако држи празници в црква доди и метани и да чини како мене, ќе знае колку светена ќе биде. Слушај вамо, Рисјанко, и рекол, од сега вамо во недела да не работиш и во сите празници в црква да си одиш, утро и вечер метани да си чиниш. И друзи добриња да правиш ако сакаш совршено да угодиш на Бога. Ете така, Рисјанко, да правиш и седи ми со здрави, и рекол постнико. Од која чула тие збори од постнико, вдојцата и клала в ум и почнала така да правит. Денеска, утре од многуто денгуба што правила по богомолењето, осиромашила докрај и многу вечер легнувала со седеца без леп и се сготвила да пропитаат.
Постико тоа нешто беше го усетил, чунки звездата што беше над куќата од вдојцата, од ден на ден поеќе се изгубила. Јас грешник и недостоен, си рекол постнико сам во себе, што појдов кај таа светица и ја научив да се моли Богу и да не работи, за да си преранува децата. Зер ти знае на каква голема мака е и му грешила на Бога? Ја чекај да појдем и да ја речем да си прави како напред. Кога отишол постнико кај неа, вистина беше ја нашол скудна за еден залак хлеб и пак ја помолил за да си прави као напред. Си почнала вдојцата да си работи многу и да се моли на Бога со метани и со крстење помалце. И така се изгледала 5 деца и пак таа биде светица.